И здраво другарчиња, Здраво, здраво. другари и другарки. Продолжуваме со следниот час, а тоа е... Тоа е часот по природни науки. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Јас сум наставничка Светлана Смилковска. Доаѓам од Основно училиште Круна Кепески во второ оделение Придава. Денеска, драги другарчиња, ќе се запознаеме со изворите на звуците кои што секојдневно ние ги слушаме или ги гледаме. Што мислите? Па ги слушаме, се слушаме. разбира. Ги слушаме? А дали знаете што е звук? Па звук... Марија? Ајде, Вука. Ајде, Звук е ајде. кога Кога? слушаме нешто што дава... Што ни доаѓа? Што ни доаѓа? Не знам. Се она што значи го распознаваме со слухот, општо го викаме како звук. Значи се она што ни доаѓа до нашиот уши, тоа е звук. Звук. Со што слушаме, бедични? Со ушите? Со ушите, сигурно. 100%. Да. Со помош на ушите. Значи се што го распознаваме со нашиот слух, тоа се вика звук. Така е. Добро, сега знам. Сега Со знаеш. уши. Не со нашиот звук. Со нашиот слух. Греши. Слух, Марија. А, добро, јас Да, тогаш да, грешив. убаво кажа. Значи слушаме со ушите. Слушаме со ушите и од каде ни доаѓаат звуците? Па од различни места, од природата. Така, од различни Околите, места, од секаде, па дури и Апсолутно. од кај? Еве. Еве ги. Аха. Тука можеме да видиме од каде ни доаѓаат звуците. Прво се од Од природата. од природата. Тука имаме сликички кои што ни кажуваат што се случува во моментот кога врне дожд или кога грми. Грмотевици, така. Така и кога имаме ветер. Ветер. Ете тоа е. Други звуци Од животните. од Ево го животните. виде на телевизор. И јас го знаев ова дека од животните се другите звуци. Од животните, добро. И И од луѓето. и од луѓето. Звук Много е лесно кога ова, јас. се смееме, така? Да. И звук кога Кога плачеме. кога Плачеме плачеме. исто, да. Куба, сигурно вие сакате да слушате повеќе смеење, Се така? разбира смење, Смеење. постојано. Меѓутоа, дали само природни звуци постојат? А постојат Не, вештачки и звуци? вештачки. Така, браво. И вештачки звуци. Ајде да видиме. Звук од гитара, звук од тапан, звук од Автомобили. автомобили, од Точно. чекан што удира или не знам од тропкање, тоа не е вештачки. Вештачки, да, затоа што со што го правиме? Со Со- помош на Со помош на сила. сила. Така е. Така е, браво. Ете, јас ми треба малку Одлично, помош, но се супер. снаоѓам. Еве тука имаме исто подкрепено со слика. Еве ги некои од вештачките звуци, тоа се најчесто Автобусите, автомобилите, автомобилите. автобусите кои што знаеме дека многу прават врева. Да. Во овој момент сум чул една многу интересна работа дека треба да ги избегнуваме јавните превози, јавните собири. Добро, Затоа што сега. е во моментов е многу опасно. Затоа така што мислам дека не треба да ги слушаме многу звуците на автобусите во овој момент. Па не треба, ама секако во секојдневниот живот постојат, секако ни така е. треба. Се разбира, се Значи не разбира. можеме да ги ограничиме да секогаш да не користиме јавен превоз. Сега, покрај овие вештачки звуци постојат и какви? И гласни И звуци. гласни звуци. Кои се тие тивки звуци кои што нас ни придонесуваат да се чувствуваме како? Пријатно или Спокојно, непријатно? Спокојно, мислам дека тивкиот звук, некоја мелодија тивка, така и некоја Што ве расположува? птици од природата, штурци. Да. Па зависи од 3 шумолењето на часот наутро, лисијата. ако чуеш некој тивок звук и ако се исплашиш, и тоа може да е непријатен. Тоа да, Да. навистина, имаш право, Исто. Марија. Меѓутоа кога ќе го слушнеме славејчето сега, особено кога сме во пролет, Да, тоа не звук? радува. Тоа не Не радува, тоа радува, не потсеќа на така. топлото време кое доаѓа. Така и сите се радуваме, ама кога ќе го видиме овој наоштрен вака лик, Оу, што јас се плашам правиме? многу од Се? грмотевици. Јас не се плашам. Не се плашиш? Не.
Не. Сакаш да слушаш грмотевици? Постојано? Па не постојано, ама интересно. Мене ми е страф искрено. И мене. И Сакам јас да не седам сакам. дома и Да. да пијам чај, за да врна. И на животните, инакви животните многу се плашат од грмотевици. Да. И животните? Да. Тоа се Меѓутоа, затоа се тука овие славечињата, врапчињата кои што со нивната песничка ќе ни го разупават утрото, посебно сега во овие пролетни денови. И најбитно дека после дождот секогаш следува сонце. Сонце, така е. Браво. Сега, тука имаме исто пријатни Непријатни и непријатни звуци. Пријатни звуци сигурно доаѓаат од хорот на славечињата, така? Да, Слажувате така е, со мене? Тие имаат пријатни звуци кои што пеат многу убави песнички и затоа нас пријатно ни делуваат и не развеселуваат. Меѓутоа, тука имаме и непријатни звуци, али ни се неопходни во секојдневниот живот, што мора да прво ги смукалка. слушнеме. Мора прво дома смукалка. секогаш да чистиме, така? И често Да. пати кога мама зема да чисти со просмукалка, ти што и велиш? Сега ли најде, така? Па да, но сум сватил дека тоа е многу добро, затоа што ја одржува хигиената во домот. Да, но тоа јас е сум сигурна дека и неизбежно. ти чистиш понекогаш што прва смукалка. Па да, јас си помагам Така? на мајка ми, им помагам на моите родители, понекогаш се разбира. Марија, ти помагаш? Па нормално дека помагам. Секогаш треба да се помага, тоа сум го... Или кога ќе ги слушнеме овие машини кои што им служат. А да, мене баш вчера комшиите ме реновираа и И цел ден главата ти, главата ми бучеше. главата ти бучеш. И не ти беше пријатно, нели? Па не баш. Не. Ете тоа е. Значи, дечиња, што научивме на овој час? Ајде да За- повториме, Марија. За звуците? Да. За звуците? Дека имаме пријатни и непријатни звуци Така. кои што може да доаѓаат од најразлични страни. Имаме вештачки И може да природни. бидат различно Природни. предизвикани. Вештачки Така. се направени со помош на сила или доаѓаат од удар, некој или- или удар или некои работи кои што не се од Звукот на природата. гитарата, например, на виолината, со Да. што може да го добием? Па, Со на виолината притискање? со гудало, Со гудало, така. на Да. гитарата со трзалица. И исто така многу битна работа што ја научив е што е звук. Така, звук. Звукот го Звук е она се што звук е се она што го слушаме. Може така? Може така? звук, да, затоа што тоа е се што слушаме со помош на На нашиот нашата. слух, Ето, на нашите така. сетила. Се она, Така е. секој предмет произведува звук. Така е, согласувам. Ето тоа е. Браво, Марија! Бум, 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 бум. А сега да се само дезинфицираме. една задача, Марко. Да се дезинфицираме на брзинка. Може ли? Ајде. Брзо, брзо. Сите сме сигурни и спремни да продолжиме. Браво, Лука. Ајде. Лука, за тебе? Ајде. Што мислиш ти? Кој ќе го слушне звонењето на телефонот најгласно? Иво, Ана или Јане? Ова е лесно. Ајде да видиме. Иво, Иво, зошто? затоа што е најблиску до звукот. Марија, се служуваш ти? Видам. Да, Кој ќе го слушне? Иво, дефинитивно. Аха. Иво, добро. Затоа што е најблиску до изворот на звук, звук. односно до телефонот. Телефонот, така е. Сега. Уште малку некои прашања. Ајде сега за Марија. Ајде. Колку си поблиску до нешто, погласно се слуша или не? Да, погласно. Погласно. Лука? Да, Ако удираш на тапанот посилно, потивко ќе се слуша? посилно ако удираш, не ќе се слуша погласно. Погласно. Така. Не можеш да го видиш звукот како патува низ воздухот. Што мислите? Можеш или не? Не или- можеш. Па не можеш. Точно, но јас мислам дека има некои специјални направи со кои што можеш да ги видиш преновите на звукот. Па сигурно. Сигурно има некои специјални. Има, да. Ги користиш очите за да слушаш? Не, ушите. Се служуваш? Да. Да. Ако се оддалечиш од бучавата, потивко се слуша? Да. Да. Да, точно е, дечиња. Браво. А ако се приближиш, се слуша повеќе, погласно. Е така. Еве ви за една вежба за дома што може да си ја направите од овој час. Одлично. За пријатни, за непријатни звуци. И вие, драги дечиња, значи од
овие тука горе наведени апарати, да се ги класифицирате кои даваат пријатни звуци и така ќе си го пополните времето, а кои непријатни и потоа ќе си ги обоите во соодветна боја што одговара на секој апарат. Одлично. Дали баш може- интересно. Учителки, јас да предложам една вежба. Може? Мене ми текна сега во овој момент Ајде. една вежба интересна за секој кој што е заинтересиран. Значи, седнете, затворете ги очите дома и само слушајте. И откако ќе слушате 15-тина, 20-тина најразлични работи, запишете ги на лист хартија и така ќе знаете кои од тие работи сте ги слушнали. Може и тоа. И така ќе работите на вашето сетило слух и ќе знаете повеќе за звуците. Ете еден Така е, креативен браво. начин. Лука, точно Браво, е. Лука. Ти благодарам. Беше? Што е понатаму, што е следно? Мене ми е премногу Ова интересно. беше часот, значи за звук наменето за дечињата од прво одделение. Така е. Сега тие, мислам дека покрај вие што научивте и тие дека многу научија за звуците и сите извори на звуци и какви видови на звуци постојат. Тоа беа природни, вештачки и звуци што доаѓаат од животните и од луѓето. Луѓето. Така? Да. Тоа е се за овој час, а на сите дечиња им посакувам пријатна работа По дома. во нивните домови, Така како е. што е сега ситуацијата. А Одлично. вториот час е наменет за оние малку поголемите, тоа се дечињата од второ одделение. Одлично. Е, па да продолжиме. Одлично. Да Да продолжиме. продолжиме. Можеме. Можеме еден джингл да Може пуштиме еден джингл пред да да се продолжиме со подготвиме. следниот час. Така е.